Ако сопственикот на стар градски објект кој е под заштита на државата одлучи да го реновира, му требаат еден куп дозволи, а субвенции за оваа категорија објекти нема. Зоран Алтипармаков, директор на Битолскиот завод и музеј, институција која е надлежна за заштита на културното наследство, вели дека досега немало предлози за субвенции, туку за даночни олеснувања. Експерти од заводот лани предложиле да се намали ДДВ-то за градежните материјали и другите трошоци поврзани со градежни зафати на објекти во споменични целини и споменици на културата. Предлогот кој бил изнесен и во собранието бил отфрлен. Имат поволности во делот на данокот на имот. Значи тоа беше со стариот закон. Ние дури предлагавме данокот на имот нека остане, меѓутоа да се даде на додадена вредност. Што би значило тоа? Значи било кој објект во старото градско јадро би сака сопственикот да го реставрира, конзервира или повеќе од тоа, дури нов објект кој што се наоѓа во тие рамки, со тие субвенции, значи со тој намален данок, значи тој по автоматизам, значи ако биде данок на додадена вредност 18%, тој да плаќа 5%. И мислевме дека со тоа уште повеќе, знаете, ќе имаше и експанзија на ќе се поправаја луѓето, дури и градбата ќе се интензивираше. Алтипармаков објаснува дека дел од објектите во градското јадро се распаѓаат поради финансиската немоќ на сопствениците и поради нерешени сопственички односи. Ваквите објекти за да се реновираат мора да се добие дозвола од заводот и музеј, а при тоа задолжително мора да се сочува надворешниот изглед, но понекогаш и сопствениците не се агилни дури кога државата дава пари, велат од заводот. Таков е случајот со српскиот конзулат во Битола, како и со Безистенот за кој долго време се одолговлекуваше реставрацијата. Долго време се одолговлекуваше, не можевме да добиеме изјави од сопствениците дали ни дозволуваат да почнеме со ова. Па почнавме врз основа на ние сме град, се познаваме, па врз база на познанства, појавување дома, па по комши, да најдеме луѓето, да ги најдеме, да потпишат согласноста, за да едва ги собравме согласностите на тоа на 60 лимит од 60% за да пристапим. Уште ги немаме сите, меѓутоа добро, да можеме да затвориме. Во Битола државата досега ги реставрираше фасадите на објектите на Широк сокак, во теке реставрација на гимназијата и музичкото училиште, како и на Безистенот. Исто така веќе изготвени законот за заштита на градските јадра, со кој централното градско јадро во Битола ќе опфати 300 објекти, но сопствениците на повеќето од нив сами ќе мораат да платат за нивното одржување, иако ќе бидат под заштита.